Скопје денеска под снег го дочека големиот христијански празник Водици. Но ниските температури и студот не ги спречи стотината верници да влезат во ладните води на реката Вардар за да се обидат да го фатат крстот. Оваа година крстот отиде во рацете на 25-годишниот Бобан Павловски од Охрид. Вели дека ова му е шести пат да биде дел од капачите на Водици. Овде кад Скопје втор пат ми е, а Охрид 4 пати си скокан. Лани за малце, за чекор 2 бев пократок, годинава јас бев срекник. Според верувањето, Бобан ќе го следи здравје, среќа и берекет во текот на целата година. А манифестацијата во центарот на градот ја гледаа стотици скопјани, меѓу кои странски туристи кои со внимание ги следеа обичаите на македонските верници. Actually, we have been a Balkan trip in here for 10 days. Правиме тура низ Балканот веќе 10 дена. Бевме во Босна, а овде ни е прв ден. Шетавме низ улиците, ги чувме песните и сакавме да разбереме што се случува. Баравме каде да одиме и каде да јадеме. Ја разгледувавме архитектурата и тогаш ја чувме музиката и дојдовме овде. Како секоја година, убаво. Јас сум од дете овде, ова не е ништо. Вика студено. Како и мразови, па влегува тоа е по 3-4. Така беше времето. Да, дојдовме да проследиме, како и секоја година. Радосни сме за празникот и така очекуваме крст да го добие тој најсретниот и му буде све најболje у живот. Убаво, ракијичка топла, месце, лежи и јади, така е празникот, за убаво нека. Традиционално денеска храмот Пресвета Богородица беше препон со скопјани кои дојдоа да запалат свеќа и да земат од осветената вода, поздравувајќи се со поздравот Бог се јави, навистина се јави. Инаку Водици е еден од најголемите христијански празници со кои завршуваат 12-та така наречени некрстени денови и циклусот зимски празници. На богојавление на полнок се верува дека се отвора небото, се појавува Бог, а луѓето му се обраќаат за да им ги исполни нивните желби. Во тој миг водите престануваат да течат и стануваат лековити.